Денес е 17. август. Еден значаен датум за мене и за брат Дехран. 17. август, сега веќе далечната, 1992 година. Тогаш беше понеделник, не сабота. Јас пак никогаш, кога се сеќавам, никогаш не сум зборувал од тука за... Колку што се сеќавам, никогаш не сум го кажувал од тука ово искуство. Еве и сега се обидувам, не ми текнува. Знам дека го кажував во Америка и таму беше снимено. Меѓутоа тука во Скопје никогаш не сум го кажувал. Или ако сум го кажувал, некогаш одамна кога не било снимано. Не знам. Не се сеќавам. Имено на денешен датум, јас и брат Дехран се наоѓавме во Дојран. Таму се наоѓавме поточно подолго, 10 дена, мислам, помеѓу од петокот, да речеме 14. август, па наредните 10 дена. 2 саботи, цела седмица помеѓу нив. Имавме земено многу книги, многу литература од тука, од Никола Тасевски. Повеќе од половина мислам дека ја продадовме во Дојран. Ја поминавме секоја куќа, секоја адреса, и во Стар Дојран, и во Нов Дојран. Секаде, значи секаде, секоја адреса, секаде. Навечер, секоја вечер, покрај езерото, покрај главната улица, каде што шетаат туристите, продавање исто така книги на масичка, претпладне преку ден на секоја адреса, и не само во Стари Нов Дојран, туку и во сите села во околината, тоа селото Николич се сеќавам. Имаше и други, кои што им го заборавив имињата. Целиот тој реон. Жалам што денес не постојат тие времења кога немаше интернет или телето, што го нарече брат Зоран. Кога луѓето читаа книги, кога луѓето повеќе се дружеа и меѓу себе. А кога и дори и тоа е битно, финансиската состојба им овозможуваше да купуваат книги. Денеска кој купува книги? Купува ли некој книги? Денеска кој чита книги? Колку мина од нас, еве ние да се земеме за пример, читаме ли ние денес книга? Некако како да тоа изумира, нели? Како да заминува во историјата. Но тогаш се читаа книги се уште. Иако повеќето луѓе најмногу ги привлекува телесните теми и затоа најмногу се продаваше, знаете која книга? Среќен брак, среќен живот. Да, најмногу се продаваше. Тоа е од причина што повеќето луѓе не ги интересираше да прочитаат духовна литература, но во изборот од книгите кои ќе видеа таа, ај дај ова. Колку да не биде безич. Но се продадоа и многу други книги
во тоа време. Во тоа време можеше човек и да живее од колпортажа. Заработивме пари и јас и Дехран само од продажбата на книгите. И му вративме на Тасевски и пари за продадени книги и непродадените книги. Но 17. август беше еден многу топол, многу жежок ден, кога тоа утро ја поминавме секоја адреса во Нов Дојран и потоа требаше да се враќаме и се враќавме пешки од Нов Дојран назад во Стар Дојран пешки по автопатот. Носевме една голема патничка торба, полна со книги. Толку беше тешка, што двајцата ја носевме од страна, Дехран од едната страна и јас од другата страна. Значи, ја држиме двајцата во средина торбата со книги и така се враќавме пешки. Отидовме пешки и се враќавме пешки. Кога се враќавме беше попладне, значи многу топло, многу жешко. Торбата беше тешка. Требаше на неколку места да застанеме, чисто да направиме пауза, да се одмориме. Потоа ќе ја земевме повторно и така пешки продолжувавме. Некаде близу Стар Дојран, значи близу враќањето во домот на Демерџиеви, каде што престојувавме. На таа, може би, последната пауза, по автопатот не фати силна жет и потреба да се напиеме вода. Навистина бевме многу ожеднати. Таму каде што застанавме, забележавме една... Ако се сеќавате вие постарите, не знам дали денес постои такво нешто. Се сеќавате на оние стари зелени рачни пумпи за вода, што требаше вака да ги... Уште има такви некаде. Како? Да, зелените, да. Јас само зелени памтам дека имаше, не знам дали ги имаше во некоја друга боја. Не знам кој ги произведуваше тие, веројатно како да беа исти за цела Југославија. Така ми... Уште има. Добро, мило ми е што има, па може би сите знаат за што се работи. И сите би знаеле. Каде што застанавме, забележавме еден објект, тоа беше една куќа од 3 спрата, која што беше во цигли, уште не беше доизградена, значи се уште се градеше. Дури забележавме бетонска мешалица, односно на самиот терен имаше доста знаци дека тоа е градежна подрачје каде што се гради, каде што се уште се работи, но иако беше понеделник, немаше никој, немаше жива душа на тој плац. Тука беше алатот, мешалицата, тука беа разни други алати на работниците, но немаше човек, немаше жива душа. И тука беше пумпата. Добро, видовме пумпа, побрзавме, сакавме да се напиеме вода, немаше никој за да прашаме дали да ни дозвола да се напиеме. Ја потегнав рачката на пумпата и немаше ништо. Поточно се сеќавам дека од пумпата одвај неколку пати, значи пробував и одвај имаше 1-2 капки топла вода.
Не може да се нарече вода, неколку капки. Така само потекува и повеќе ништо суво. И сега замисли интересно. И на двајцата во истиот момент ни текнува што? Молитва. Да се помолиме на Господа. Дехран се помоли гласно и кога заврши молитвата, јас ја потегнав рачката. Знаете ли колкав беше напречниот пресек на пумпата, на тие пумпи? Колку беше дебел. Се замислете, после молитвата, цел млас студена вода на целиот, значи, целиот отвор, целиот тој пресек, исполнет со вода, толку многу вода. Толку многу вода не само за пиење, за оджеднување, туку да си го исплакнеш лицето, вратот, главата. Феномен. И тоа не беше крајот. Кога се спуштивме назад, пешки до автопатот, плацот беше малку на поиздигнато место од автопатот. Торбата имавме оставено до автопатот, тука на страна, бидејќи беше тешка, и за носење беше тешка на рамно, а камоли да ја качуваме. Карши тој плац, имаше еден човек што продаваше лубеници, како што вообичаено. Мнозина покрај автопат си стојат, си го продаваат бостанот, така на минувачи, на возачи со автомобили. Но како што ние се симнавме на автопатот, овој човек едноставно беше целиот вџашен и изненаден од тоа што го видел. Видел како ние се симнуваме освежени, напиени вода, мокри во главата, по косата, вратот, рацете. И тоа за него беше чудно. И со така многу чуден, изненадувачки глас праша, што бе, вие пиевте вода од онаа пумпа? Да. Па како е тоа можно, вели, тука цела тајфа градежни работници ја напушти работата затоа што ова пумпа тука пресушила, затоа што бунарот пресушил. Тука немало вода, затоа не се работи. Затоа ги нема работниците. Господ ни даде тој ден свежа, студена вода од пресушен бунар. Од празна пумпа. За нас тоа беше чудото кога го слушнавме овој човек да ни го каже тоа долу на патот. Не се сеќавам дали сум кажувал нешто повеќе, сега и нема време за нешто повеќе. Меѓутоа, ова искуство е нешто што никогаш нема да го заборавам. И само едно го молам Господа, а тоа е да ни ја даде одново таа сила, таа благодат, таа вера и таа прва љубов во која што тогаш живеевме. Не само ние двајце, тогаш како цела црква, јас се сеќавам на 92 година како на едно златно време, бидејќи од моја перспектива така и изгледаше целата црква во тоа време уште пред расколот. Иако црквата секојаш имала проблеми, се разбира, и тогаш имала проблеми, но се е поинаку кога те води Светиот Дух, како што читавме и во овие утренски стихови. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.